Да, на линк ова утро има Мирена Спировска, веќе во неколку наврати ви споменав дека вчера се одржа според мене најубавиот настан во Скопје, тоа е Скопскиот Визар маратон, а Ирена ова утро ексклузивно има главната звезда од вчерашниот маратон и од социјалните мрежи, а тоа е Чичко Бале, кој што е воедно и најстар маратонец. Ирена, добро утро и честитки на изборот на гостин, морам да ти кажам. Ти благодарам, Искра. Добро утро до тебе. Убав почеток на новата работна седмица, на сите кои што денешниот врнежлив октомвриски ден го започнуваат на фреквенцијата на телевизија Алфа, но за среќа вчера времето беше сосема поинакво, беше сончево, пријатно и беше идеално за сите кои што учествува на Визар Скопскиот маратон. Како што најави и ти, звезда на маратонот, а воедно и најстариот учесник на маратонот, Благо Јацковски, денес мој ексклузивен гостин, меѓу спортистите познат како Бале Брзи прекар, што оправдано го има стигнато токму благодарение на неговата извонредна атлетска кондиција. Тој на вчерашниот Визар маратон не само што истрча 42 километри со негови полни 72 години, туку го трчаше маратонот облечен и во македонска народна носија, што дава дополнителна тежина кога треба човек да истрча толку многу километри. Пред се, честитки, Бале, за овој извонреден успех со кој што покажуваш каков убав пример треба да следат сите и млади и возрастни генерации. Браво! Благодарам, поздрав до екипата на ТВ Алфа. Значи, чувството е ептен големо да трчаш на маратон со повеќе илјади учесници и така да бидеш уникат од другите да двоиш. Значи, маратонот е посебна фантазија, а полумаратон е нешто што, да ви кажам, сега да ме скорнете од масава, ќе го изтрчам по 2 сата. Но маратонот почнува кога ќе заврши полумаратонот. Значи, после кога ќе дојдеш 27, 30, 35 километар, значи, ако се прецениш од почеток во првите километри да истрчаш нешто побрзо од твоите можности, значи, после се враќа со минути покасно. Тоа значи дека треба и мудро да се трча, треба да се има тактика и човек да ги штеди силите. Ама вам не ви недостига искуство и мудрост? Не, така, имам ја искуство, значи маратон се трча со глава, со памет, не со нозе и со сила. Сега треба и нозете и срцето и бели дробови се да е во склоп, но секој човек си има свој мотор, свој ритам. Значи, да речеме, мене ми е ритамот, брзината за долги патеки 5:20, 5:30, да речеме да стигнам како поодморен, да не се... Иначе, штом се забрзаш со првите јаки тркачи на почеток, значи, тие си се ептен професионалци, си имаат трчаат 2 сати или нешто, јас сум толка некаде, од 3:40 до максимум 4. И целта ми беше овој пат како облечен во народна носија да истрчам до 4 сати, што се оствари за некоја секунда. Така изгубив некои 10 минути може, но не се борев за време, него да бидам таму како ексклузивна личност со носија. Тоа е малку потешко цело време, 42 километри облечен да трчаш. Тоа многу добро им е познато на сите што се играорци, знаат колку тежат носиите и колку е тешко да се носи таа тежина на рамена, а дополнително кажавме да се истрча 42 километри на 72 годишна возраст. Мислам дека апсолутен хит тоа беше на вчерашниот маратон и сега многу ме интересира, Бале, како се чувствувате денеска, ден потоа рано наутро? Јас би била преморена, 3 дена ми се чини би ми требале да се вратам назад во нормално. Не, вчера после маратонот, така имав некои грчеви во прстите, во мускулите
Добро, нелагодно е, после 42 километри, како стареам, ми треба подолго време за да се обновам. Дури изгубив и апетит за јадење, него помалку, нешто така каснав, попладнето и мислам дека дојдов наред малку надвор, полека, дворот ми е широк, прошетка малце, па легни така. Мислам дека денес, ја реков ќе бидам малце како, но добар сум, се обновив, така да. Должна благодарност од мене и од целата екипа што еве денеска во овие рани утрински часови, наместо да одмарате дома, вие сте тука да ги пренесеме впечатоците од вчерашниот маратон и од овој голем подвиг кој што предизвика внимание. Вчера многу телевизиски екипи, медиумски дојдоа да земат изјави од вас, зашто сите ни интересира која е тајната на виталноста, на успехот. За 72 години истрчани многу маратони, полумаратони, искачени планини. Како успевате да ја одржите таа одлична психофизичка форма и кондиција? Па видите, јас сум ко ајкула. Значи, ајкула е нонстоп во движење и затоа не се разболува. Значи, ми треба мал одмор и потоа стартувам како нов. Значи, нонстоп сум во движење. Значи, кога не ми е така добро или сакам да се одморам, ја патиките, кратки гајци, маичка и покеј. Значи, трчам обично трети, четврти ден од 20 до 30 и кусур километри. Значи, сега летова во најголемите вручини, 40 степени, само капа на глава и добро, тогаш трчав околу 16 километри, али мислам треба да се тренира и малку на топло, да речеме, да фати малку порано, 9 саат, 10, но да се фати и жешко, пошто тука се создава таа силата, иначе трчаат луѓето се бајле во 5 саат, во 5 саат нема трки, значи треба да телото да се челичи во сите годишни времиња. А што е со исхраната, бале? Што треба да јаде еден човек, особено во зрели години, за да биде силен и да може да одговори на такви физички предизвици? Па видите, ја са бајлијам доручек, млеко, сиренце, мармалад мој, пошто јас сам си правам мармалади, плоти и шекер, друго нема ништо. И мет обавезно. Тоа. Потоа, околу 11 саат, нешто ужинка, дали овочје или така нешто. И јадам 2 пати, јадам 2 пати дневно, да речеме на ручек. Обично чорби така. Домашна храна. Домашна храна, месо, ретко употребувам. Значи така, чорба да стркнеш со лажица, стомакот малку да работи подобро. И значи околу 1 саат и после 4-5 пак уште еднаш јадам тоа и после навечер јадам пак, значи мед, мармалад, млеко, така нешто тие работи. Значи исклучиво домашна исхрана, што помалку процесирана индустријска храна. Да, така, што помалку тоа, мислам, од продавниците, значи, земам ја само макарони или јувки, леп се знае тоа полуцрн. Значи, не купувам се и се што, посебно во овие златни обивки, таму сребрени обивки, тоа се, значи, чипсови не јадам, смоки не јадам, такви работи, не се такви кандидатски работи, ретко, не. Па нормално не треба, затоа што дома си правите домашно мармаладче, джемче, си имате лишници, уреви од ваша собствена градина, тоа е еден од факторите, да, за долговече. Таму нешто, овошје, значи, природно не прскано, пошто не прскам ништо. Дете, грозје со лепе многу убаво тоа, значи, не прскано грозје. Тие работи, така. Сега, за оние бале што го сакаат спортот и што го практикуваат, сите знаат кој е бале брзи и за сите бале еден извореден мотив да бидат уште подобри, да внимаваат на здрав начин на живот, на исхрана, да спортуваат.
оние што можеби не ја знаат вашата лична приказна поодблиску, веројатно стекнуваат впечаток дека вие цел живот сте биле физички активен. Но сакам да нагласам еден момент дека не било така. Вашите атлетски способности сте ги увиделе и вие и опружувањето на ваша младост и сте биле активен долго време, но сте направиле и 40 годишна пауза од спортувањето и дури на 63 годишна возраст повторно почнувате активно да се занимавате со спорт. Значи не е доцна и во 60-тите години човек да реши да спортува, што и да одбере како физичка активност. Па види уште како мало јас сакав да трчам, значи така. И на 18-19 години трчав по една година во АК Вардар и АК Работнички и толку беше. Потоа, нели, војска, па женење, работа и пред да отидам во пензија, значи пензија отидов 2017 година, значи станав као планинар. Абе што ве натера тогаш на тие години, кој ви беше мотивот да почнете пак да сте физички активни? Нема, ви реков ја и кога не трчав, значи бев активен, да речеме на нива, значи нон-стоп си имав некоја занимација, така да не... Работата го одржува човек. Работата, значи тоа, како викат стари работи, џабе... Џабе не си. Да, така. И се пиша во планинари на 59 години и така почнав по планиниве, но некако ми беше споро. Со луѓе ојад напред и тие шефовите се кара. И полека, вика, немој луѓе полека одат на планина и така. После почнав по планински трки, Крали Марко, водно, матка, тие тешки трки, над 30-40 километри. Тие се тешки трки за млади луѓе, камоли за некој? Јас сум бил таму, на Крали Марко сум бил шести од сите, на водно матка 40 километри сум бил 15 од сите. Од сите, а во својата старосна категорија, прв или меѓу првите, најчесто? Ма нема тука нема шанса сега. И после почнав по кеј, така да трчам по 5 километри, по 10 и така секој, како иде времето, се повеќе и повеќе. И тие долгите трки пошто како старееш, спринтови не се многу потребни, значи темпо така по долго и така. Прв маратон ми беше во Љубљана 2018 и така тогаш истрчав 3:39 и во Словенија. Освоив трето место у категорија, тоа беше чудо, радост. После во Скопје наредната година 3:38 и така истрчав. Овој ми е денес, вчера ми е 13-ти, значи градски маратон. Али задоволен сум што облечен го истрчав за како предвидував до 4 сати и здравие, ќе трчаме додека сме живи. Сега, бидејќи се вративме пак некако со моабетот на вчерашниот скопски маратон и на народната носија, од каде идејата, затоа што до сега на сите маратони што се одржале се случувало да видиме костимирани учесници што трчат, ама никој никогаш до сега не се појавил во народна носија да трча. Па, значи, пред година-две имаше Бетмен, трчаше некој во костими со шешири каубојци или така некој луѓе си, тоа им е да се промовираат некако и мене ми дојде идеја да трчам во народна носија и така да кажав само на најблизо круг луѓе, абе викам 42 километри облечен, кај ќе трчаш, викам да не отидеш, вика и викам че нема да се борам за време, колку важно да го истрчам. И така ги замолив во фолклорново друштво наше Никола Јонков Вапцаров да ми дадат носија, некоја полесна носија, источна, вамо таму, а вика скопската носија наша е тука домашна. Па скопски маратон, скопска носија. Вика не е тешка, вика те и така пробав таму и се облеков неколку пати да видам, чекај така и мислам бев хит на маратонов. Луѓето се чудеа, вика, како трчаш и плюс тоа финишот кога дојде, нели носев и знаме на финишот и после имаше гужва за сликање.
странци се сликаат со мене, домашни, девојчиња, деца, луѓе што не ги знам, што ги знам. Значи, мене ме поздравуваат секаде напред, брзи, ја не можам да ги запамтам, да ги познавам сите луѓе, а они мене ме знаат сите. Затоа и Искра на почетокот најави, Ирена денеска прави разговор со најголемата звезда на вчерашниот Визер Скопски маратон. Бале, уште еднаш секоја чест, едно големо браво од екипата на телевизија Алфа, од мене лично, на вистина прекрасен мотив и пример за сите генерации, бидејќи мора да го завршиме разговорот, јас ќе ви посакам одлично здравје и вашата 100-та година да ја дочекате како учесник на маратон, на полумаратон, да бидете символ на спортот и на здравјето во нашава земја, како што тоа го правите во сите овие изминати години. Благодарам многу за овој утрински разговор. Благодарам и јас се надевам дека ја имам сила, се чувствувам како 40 годишен, како млад. Се надевам дека ќе трчам долги години и вака ќе правиме интервјуа. Здравје Боже, ако треба и на 80. Дај Боже, да е така. Ние сега ќе ги поздравиме нашите гледачи. Се разбира, овој разговор и овој убав пример на Благој Ацковски нека ви биде мотив да бидете физички активни, да се дружите и да внимавате на вашето здравје, а се разбира во вакви врнежливи денови задолжително бидете со програмата на телевизија Алфа. Поздрав до студиото. Благодарам, Елена, особено голема благодарност до твојот гостин, што и покрај она што успеа да го изеде вчера 42 километри да истрча во носија, сепак ова утро дојде да биде со нас, со нашите гледачи. Јас искрено се уморив вчера гледајќи ги надпреварувачите и навивајќи, а не пак да трчам 42 километри. Секоја